Добро, благодарам. Почитувани новинари, денешнава пресконференција ја одржувам после завршувањето на седницата на Комисијата за надворешна политика, која што по барање на председателот на владата, господинот Заев, беше затворена за јавноста. На таа седница имавме можност да имаме увид во нацрт договорот, кој што според господинот Заев се уште има можности да се подобрува. Договорот за соработка и добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија. Доколку навистина овој нацрт договор се уште е отворен за интервенции за подобрување на текстот, сите пратеници присутни од Коалицијата за подобра Македонија дадоа сериозни забелешки и сериозни препораки каде нацрт договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија може да се подобри. Нема да истакнувам конкретни членови или детали, но ќе го кажам тоа воопштено во областите каде што ние ги лоциравме, сериозните слабости кои што овој договор ги има. Прво, декларацијата од 99 година е необврзувачка и има улога на препорака за соработка и добрососедство. Кога преминуваме во фаза на договор, договорот е правно обврзувачки, билатерално и меѓународно. И затоа се треба да се внимава што се подпишува, бидејќи подпишувањето на еден договор значи не само успех во моментот на подпишувањето, туку и последица по година, по 5 или по 15 години од неговото подпишување. Прво, нашата главна забелешка и препорака беше дали македонскиот народ, како конститутивен народ во Република Македонија, ќе биде споменат или нема да биде споменат во договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија. Ние сметаме, ако е договор за добрососедство и договор на добра волја, пријателство и соработка, не би требало за ниеден политичар, ниту во Софија, ниту во Скопје, да биде проблем македонскиот народ да биде споменат во овој договор. Второ, дали македонскиот јазик во овој билатерален договор помеѓу Софија и Скопје ќе биде споменат дека постои само заради постоењето на Уставот на Република Македонија или фразата за употребата на македонскиот јазик ќе биде таква дека македонскиот јазик има своја посебност, независно од Уставот на Република Македонија. Третата забелешка беше дали господинот Заев е спремен да подпише билатерален договор кој што содржи најмалку еден член, кој што ние сметаме дека не е во согласност со членот 49 од Уставот на Република Македонија, кој што ја предвидува уставната обврска на државата да се грижи за македонците надвор од државата. Четвртата забелешка се однесуваше на фразата заедничка историја, каде што пратениците од Коалицијата за подобра Македонија сметаат дека би било многу подобро да има една поширока фраза, каде што ќе бидат истакнати и делот на заедничката и делот на посебните истории на Македонија и на Бугарија, и на македонскиот и на бугарскиот народ. И петата и последна суштинска забелешка која што ја дадовме по однос на овој договор се однесуваше на забележителната асиметрија на правата и на обврските на двете договорни страни во договорот. Се предвидуваат многу повеќе права за Република Бугарија како страна во овој договор, а многу повеќе ограничувања, рестрикции и обврски за Република Македонија како страна во овој договор. И затоа цениме дека следниот период владата треба, наместо да брза и да брка датум за подпишување на македонско-бугарскиот договор, треба да брза и да постигнува подобар квалитет на текстот за постигнување на еден взаемен договор, кој што ќе значи и взаемна почит на двата народи и взаемно признавање на двете држави, на двете култури и взаемна соработка
за перспективата на Македонија и Бугарија како соседи. Очекуваме Министерството за надворешни работи и Владата на Република Македонија овие препораки да ги вградат во нацрт текстот кој што добивме информација од господинот Заев дека се уште не е во својата конечна верзија, односно има можности за подобрување. Доколку ваквите препораки бидат вградени како дел од текстот и со тоа го унапредат како содржина, а и со самото тоа биде и поповолен за Република Македонија, ние како пратеници во Собранието, дел од Коалицијата за подобра Македонија, би дале поддршка за договор во кој што ќе се спомене македонскиот народ, ќе се потврди македонскиот јазик, ќе има симетрични обврски и за Македонија и за Бугарија и ќе има јасна дистинкција помеѓу делот на заедничката и делот на посебната историја. Доколку овој нацрт договор остане непроменет и го задржи истиот текст кој што го видовме и денес, тогаш ќе остане кај нас сомнежот дека денешната седница била само потребна од пиар аспект и дека не произвела или не создала чувство и потреба кај владата препораките на пратениците од Коалицијата за подобра Македонија да ги вгради во текстот, истиот да го унапреди за да биде интересот на Република Македонија и симетричноста на обврските и взаимните почитувања подобар за двете држави и за двата народи. Благодарам, повелете доколку имате некои прашања. Какви ќе бидат реакциите на нашите препораки кон нацрт договорот од страна на владата, на господинот Заев и на Министерството за надворешни работи, ќе видиме, најдобар одговор ќе добиеме со нивните действија и обиди да го подобрат текстот за кој што разговаравме. Затоа што сметаме дека ако еден ваков договор со овие 5 сериозни недостатоци и слабости се подпише, тој може да биде краткорочно за една влада во првите 3, 4 или 6 месеци успешен проект. Но бидејќи ќе има правно обврзувачко дејство, може долгорочно во следните 4, 6 или 15 години да создава дополнителни недоразбирања или да создава околности кои што би биле на штета на Република Македонија. Затоа очекуваме владата да работи на подобрување на текстот во интерес на Република Македонија и во интерес на постигнување на еден взаемно добар договор за двете држави. И затоа цениме дека не е толку битно колку брзо ќе се подпише македонско-бугарскиот договор, колку што е битно колку подобар и поурамнотежен ќе биде текстот на овој договор во интерес на Македонија и на нашиот источен сосед. Мислам дека седницата беше јасна. Препораките, забелешките, прашањата, сугестиите беа категорични, беа јасни и цениме дека не би имало потреба да ги повторуваме одново. Не би имале проблем, и ако чувствува некој дека има потреба за повторни средби, ние сме на располагање, но цениме дека тие 5 препораки, кои што сметаме дека суштински може да го подобрат текстот, кој што во моментов содржи такви слабости, според наше видување на штета на интересите на Република Македонија, доколку владата се зафати со нивно унапредување, може да го подобрат текстот и ние да постигнеме договор во кој што ќе имаме и национален консензус и заштита на националниот интерес. Доколку се брза текстот да се подпише заради времето, а не заради квалитетот на нормите, тогаш цениме дека ветувањето било однапред дадено и дека ваквите препораки и ваквите комисии имале само пиар ефект. Но следниве неколку недели ќе ни го дадат најдобриот одговор
дали владата има намера и капацитет да интервенира во нацрт договорот и да ги подобри содржините на членовите кои што ни беа представени. На број, не знам. Колку бе? 14 пратеници, да. Извинете? Беше присутен колегата Талат Джафери, беше присутен колегата од ГРОМ, беше присутен колегата од Социјалистичка партија, колешката од СДСМ Ивана Туфекџич, не ги знам сега сите по име и по презиме, но имаше кворум и доволен број на пратеници и интерес за дискусија по ова прашање. Доколку било што претходно било договорено од овие суштински прашања, кои што имаат најголемата тежина во договорот, договорот ќе бил подпишан. Бидејќи договарањето за суштинските разлики не одело така лесно, не се случило ниту подпишувањето. И затоа нашата препорака до господинот Заев беше: декларацијата е правно необврзна и е препорака која што дава упатство за взаемно почитување и добрососедство. Договорот е правно обврзувачки документ и кога тој треба да се подпише, тој станува историски правен обврзувачки документ за Македонија и за Бугарија и треба да се внимава што се подпишува во такви моменти и затоа сметаме дека препораките што ги дадовме по однос на македонскиот народ, македонскиот јазик, членот 49 од Уставот на Република Македонија, заедничката и посебната историја на двата народи, како и асиметријата во правата и обврските во договорните страни, треба да се земат во предвид пред да се донесе конечната одлука за подписување на договорот. Ако на владата и е потребна опозицијата за да ја даде поддршка за овој договор, ние очекуваме владата дел од овие сериозни препораки да ги вгради во предлог текстот кој што ќе дојде за ратификација. Доколку владата чувствува дека си е самодоволна и ќе го подпише овој договор без разлика на препораките од опозицијата, тогаш нема да има поддршката од опозицијата и ќе ја превземе одговорноста за тоа што ќе го подпише. Благодарам многу. Извинете? Не, на тама, една работа можам да ви кажам на таа тема. До сега собранието имало 3 подпредседатели. И тоа бил одреден трошок за собранието. Ако се донесе одлука собранието да има 5 подпредседатели, тоа ќе биде дупло поголем трошок и за буџетот и за собранието. Ние цениме дека собранието и подпредседателските места не се фотели за задоволување на коалицијски интереси. И треба да се внимава и да се биде рационален. Збориме за ребаланс на буџетот, се крати од образование, се крати од здравство, не би требало да се троши на повеќе функционери во државата.